Добро вечер, драги мои. Добро дојдовте во најновото издание на Македониум. Вака постизборно. Прво издание после сите оние гужви околу избориве. Сакам да им честитам на победниците. Сакам да им кажам и на... Добро, колегата малку во кадар, нема проблем. Значи, имаме нов состав на парламентот, веројатно ќе имаме нова влада сега наскоро. Опозицијата останува стара, уште наредниве 4 години. Се надевам дека ќе биде исто толку конструктивна колку што и беше, а и на едните и на другите сакам само да им посакам од ова место од Македониум дека и наредниве 4 години очекуваме да бидат со македонски презнак пред се она што го прават. Македонија да им биде пред се и над се, затоа што затоа ги изгласавме и затоа ги избравме. Со среќа напред во наредниве 4 години, а јас сакам вечерва на моје огромно задоволство овде во студиото на Skynet да ги поздравам двајцата македонци кои туку-што пред неколку дена, значи, се вратија од едно големо случување во Русија, во Санкт Петерсбург, отидоа во потрага по македонската вистина на покана од Државниот Ленинградски универзитет Пушкин и од Филолошкиот факултет, конкретно, за да го образложат своето истражување, резултатите од своите истражувања и своето откритие. Според мене е едно од најголемите во последниве години на тема македонизам. Дешифрирање на надписот на каменот од Розета, средниот надпис кој долго време, откако е откриен каменот, беше нејасен, недешифриран од лингвистите, од светските лингвисти. За Македонија, во име на Македонија и во име веројатно на тоа што излегува од една силна македонска душа, за нас тоа го направија моите вечерашни гости. Академик Томе Бошевски и професор доктор Аристотел Тентов. Ви посакувам добро вечер, добро дојдовте во Македониум, добро дојдовте од Санкт Петерсбург. Назад дома во Македонија, повторно. Добро најдовме. Се захвалуваме на повикот. Се надевам дека емисијата ќе биде во пријатна атмосфера. Ние секогаш овде си третираме убави македонски теми. Вечерва ми е особено задоволство да слушнеме од прва рака како тоа изгледаше на никое друго место надвор од нашево опкружување потесно, пошироко, научно, лаичко, македонистичко или било какво. Во оваа прилика да споменам дека прв пат на промоцијата на ова големо откритие во Ману ме покани покојниот академик Никола Кљусев, да го споменеме во оваа прилика. И ми рече, дојди, има нешто на вистина големо што се случува во Ману. Ме израдува самиот факт што во Ману се случуваше сето тоа. Меѓутоа, за тоа малку потоа. Сега првенствено сакам да ве прашам за вашите впечатоци, за вашите забележувања, за вашите коментари и вашиот прием во Санкт Петерсбург. Видите, наша основна цел е да резултатите на нашите истражувања, кои доколку се покажат за вистините и точни, ќе мораме да бараме верификација поред во земјата, али пред се надвор од земјата во културните центри, светските културни центри, посебно на Европа и Северна Америка, а и пошироко во светот. Према тоа, нашата желба беше да отидеме во центар, културен центар, како што е Петерсбург, културен центар на Руската Федерација, која брои преку 150 милиони народ. Санкт Петербург е и светски културен центар, а поканата беше од реномирана институција, односно Ленинградскиот државен универзитет, каде што главна организациона улога имаше факултетот за лингвистика. Да, филолошкиот факултет при државниот руски универзитет Пушкин. Авторитетот на државниот Ленинградски универзитет, а посебно
филолошкиот факултет не би требало никој да го спорува, а презентирање на нашите резултати во една таква средина, планиравме дека се една од првите верификации на исправноста на нашите истражувања. Тоа се потврди, зашто на овај прв конгрес за пред кирилска писменост кај славјаните и пред христијанска култура кај славјаните покажа тоа што беа присутни 92 реферати од 10 земји. Нормално доминира истражувачите од Руската Федерација, али тематиката и насоките на истражувања потполно одговараа на нашите резултати и мислам дека дадовме еден допринос кој најде на симпатии на присутните, така да бевме споменати и најавени уште во пленарната седница на отварањето на конгресот. Конгресот го отвори лично ректорот на Универзитетот Пушки. Да. И воведни реферати имаја раководителите на сесиите. Нормално и при затварањето на конгресот, пак во пленарна седница, од нашиот председавач на сесијата, нашиот труд беше истакнат со своите резултати, односно со значењето кое во иднина ќе го има. Сигурно. Прво, да кажеме за нашите гледачи. Што е всушност каменот од Розета и која е тежината всушност на вашето откритие? Значи, каменот од Розета е пронајден во делтата на Нил 1799 година со 3 надписа, од кои... Да, пронајден 1799 за време на француско-англискиот судир во Египет, при една бизарна активност, копање на и градува и изградба на фортификацијски објекти од страна на еден француски војник кој што на тоа работел. Потоа, кога во таа војна или во тој судир англичаните победуваат, овој артефакт во 1802 година, по одредбите на тој мировен договор кој што бил потпишан во Александрија, им припаѓа на англичаните. Тие го носат во Британскиот музеј и од тогаш интересот за овој камен не стивнува. Так. Зошто е голем интересот? Затоа што на тој камен има напишано 3 текста на 3 писма. Ако бидејќи каменот стоел вертикално, одозгора надолу, на хиероглифско писмо, на така наречено демотско писмо и на древно грчко, односно древно данајско писмо, или како што е попознато денес во стручните научните кругови, со унцијално писмо. И ваквиот карактер, односно ваквата, да речеме, организација на овие текстови и присуството на тие текстови на каменот придонесуваат да, поради тоа што древно данајскиот текст или текстот напишан со унцијално писмо е познат, може да се преведе, да се преведе најгорниот текст, односно текстот со хиероглифи. Тоа е направено од страна на францускиот научник Шамполион. А исто така, предпоставувајќи дека текстот на трите камења трите текста на каменот, дека се, да речеме, однесуваат за ист настан, се со иста содржина, но и со исти состав на речениците, како што е древно данајскиот текст, врз таа основа е преведен и средниот текст, но постојат се повеќе мислења од голем број на стручни луѓе дека тој е многу лошо преведен или воопшто не е преведен. Едно од тие мислења, нели, го искажува и главниот египетски археолог, еден од најголемите познавачи на египтологијата денес, кој што е главен заради тоа што било кое археолошко истражување во Египет мора да биде одобрено од негова страна. Так. Тоа е негова изјава некаде 2006, мислам, година. Значи,
каменот потекнува од 196 година пред нашата ера. 196 пред новата ера. Кога во Египет владеат Птоломеите. Да, димензиите на каменот се